Возбуда, радост, очиња полни со сјај и насмеано лице. Ова веднаш го забележавме кај Давид Петковски од Гостивар, 4,5 годишно детенце, голем љубител на возовите, со кое се дружевме на градската железничка станица, неговото најомилено место на светот. Давид толку многу ги сака возовите, што секоја вечер во 18 часот задолжително е на станицата и го чека возот кој од Скопје преку Гостивар продолжува кон Кичево. Железничарите веќе многу добро го познаваат и го направиле свој колега. Му подариле капа и знак, со кој заедно со нив сигнализира на возот за застанување и тргнување на станицата. Да ми е убав и не го допрам возот. А како го допираш возот? Со ова црвено текам ги. Кој ти го даде то? Чичко Саше, чичко. И возот од каде доаѓа, покажи ни? Од Антека, од Кривина. Многу е брз. Многу е брз. Убаво ти е кога доаѓа возот и го допираш. Да. Се радуваш? И новиот. А што сакаш Дедо Мраз да ти донесе за нова година? Пакетчиња. А вовче сакаш да ти донесе? Да. Имаш вовчиња дома? Да. Полно. Ке го допреме сега заедно возот кога ќе дојде? Не. Само ти? Само ја. Овој ритуал да ја посети железничката станица и да му даде стоп и старт на возот за Давид трае околу 1 година. Колку и да се зафатени, какви и да се обврските и без оглед на временските прилики, родителите мора да најдат време да го донесат покрај пругата или пак да ги ангажираат дедовците и вујкото за тоа. На Давид љубовта кон возовите му се појави лани, така, кога го натера свекор ми да одат до Кичево само да се возат со возот. И од тогаш ние идеме секој ден во 6 и 10 да го пречекаме возот, да го допреме и да го пуштиме. А од каде му се роди идеја? Од каде му се роди? Па идевме често тука и ги гледаш. И мамо, сакам да имам воз, кога ќе пораснам сакам да возам воз и сакам да имам воз. Мој воз да имам. И од тогаш може и викам многу се брзи возовите, сакам да возам воз, брз ми е, многу ми е убав. И тој самиот ви кажа зошто е тоа, зошто ги сака возовите и дома имаме играчки возови на колекција. Секогаш во продавница кога одиме воз мораме да купиме. Верувале или не, Давид од колегите железничари деновиве доби и прва плата, која решил да ја штеди. Најмалиот железничар на светот на крај ни рече дека ќе продолжи да доаѓа на станицата секоја вечер, а еден ден ќе си го исполни сонот и ќе вози свој воз.